Почитувани гледачи, се враќаме назад, продолжува програмата на Отворено. Студио 1 во овој термин стандардно во студиото го имаме колегата Дејан Андоновиќ, со кого ги анализираме вестите од регионот и светот. Дејан, добар ден. Добар ден. Пред да направиш својата анализа за последните информации кои што говорат за Брекзитот, јас би повикал режијата да го видиме прилогот од нашите колеги од Дескот. Британската премиерка Тереза Меј е под притисок на сопствената партија да одреди јасен датум за нејзино заминување, пишува весникот Guardian. Се очекува да заседава и комисијата која ги представува конзервативните пратеници, а со состанокот ќе председава председателот на комисијата Греам Брейди, кој планира да ја каже на премиерката дека треба да поднесе оставка пред крајот на јуни, се вели во Guardian. Разговорите беа прекинати пред католичкиот Великден, а лабористите изјавија дека од владата се уште не слушнале можен компромисен план за Брекзит. Дејан, го видовме прилогот за Брекзит. Ова тема веќе долго време се развлече, стана нејасна, буквално, да. Ниту самите во Велика Британија, ниту властите, ниту пак Европската унија не знаат веќе кој пат да го фатат. Јас би го упростил дека денеска парламентарците од опозиционите лабористи и владините министри од владеачката конзервативна партија на Тереза Меј денеска разговара, треба да почнат со разговори внатре во британскиот парламент околу тоа што понатаму со Брекзитот, ако се земе во предвид дека е одложен на 12 месеци и ако се земе во предвид дека парламентот успеа изминатиот период по низа несогласувања овој пат да се согласи дека Британија не се знае што ќе биде, но се отфрла можноста да излезе од Европската унија без договор, тој така наречен тврд Брекзит. Значи, откако се договорија дека Британија по секоја цена мора или да има договор со Европската унија или останува во Европската унија, сега двете најголеми парламентарни партии, односно конзервативците на Тереза Меј и лабористите, опозициони, преговараат што понатаму. Една од причините на овој состанок е одлуката на конзервативците на Тереза Меј да успеат да ја тргнат нивната лидерка и актуелниот премиер Тереза Меј, односно да ја натераат да поднесе оставка некаде пред јуни. Зошто? Бидејќи откако ќе поднесе оставка, ќе дојде некој друг премиер и кога ќе дојде новата европска администрација со изборите во јуни, значи кога ќе стапи на функција во септември, Британија со нов премиер и Европската унија со нова администрација да се обидат да ја сенираат оваа, би рекол, катастрофа наречена Брекзит. Особено што сега преговорите се од прилика, конзервативците сакаат да си го сменат лидерот, но нема се уште најави кој би бил следен, а од друга страна лабористите се обидуваат со тие преговори да издействуваат, се разбира она што го има во сите држави во светот, да тоа е воредни парламентарни избори. Лабористите сакаат да дојдат на власт, опозиционите, и нивниот лидер Корбин веќе најави дека доколку дојдат на власт, тие ќе го поништат Брекзитот и Европа ќе тргне понатаму. Повторно ќе кажам, преговорите се со цел овака упростено да дојде до нов премиер и нова влада во Велика Британија која како нова влада и нов премиер би преговарале со новата администрација на Европската унија која треба да биде избрана во изборите кон крајот на мај. На крајот да не се случи да има нов референдум за поништување на Брекзитот. Па и тој не се отфрла референдумот, но она што е лошо што мораме денеска да го нотираме во целата приказна наречена Брекзит, ќе потсетам, Брекзитот се сопна најповеќе околу така наречениот бекстоп со ирската граница. Ќе потсетам дека Велика Британија, доколку излезеше без договор, ќе поставеше повторно граница помеѓу Северна Ирска и Република Ирска. А тоа ќе потсетам пред 30 години дека имаше цврста граница, имаше страшни терористички напади и насилства од страна на тогашната Ирска републиканска армија. Откако се направи таа флексибилна граница, насилствата исчезна. Но како што повторно е во игра тврдиот Брекзит и одцепувањето на Британија од Европската унија, се појави денеска нова ира, ја презеде одговорноста за убиството на една ирска позната новинарка која за време на протестите во Северна Ирска поради многу работи, меѓу кои таа тврда граница, од залутен куршум загинала.
ирската новинарка и одговорноста повторно ќе кажем ја презеде нова ирска републиканска армија, што е опасно, под образложение дека они имаат право да си ја бранат, ги бранат сопствените интереси. Повторно ќе кажем, доколку се врати таа граница, а може да се врати само со тврдо отцепување на Велика Британија од Европската унија, насилствата меѓу католиците ирски и англиските протестанти повторно може да се вратат на улиците, а ние малце што сме постари се сеќаваме колку сето тоа беше крваво. Ние сега се силиме во Украина, односно деновиве е актуелна една информација дека Владимир Зеленски седнува на председателската фотелја. Тој победи завчера, беше така, да. Од политички аутсайдер стана. Меѓутоа, пред да анализираме темата, накратко да го погледнеме прилогот кој што го подготви со така колегите од Дескот. Откако Володимир Зеленски ќе стапи на должност председател на Украина, учесниците во почетокот на конфликтот во Донбас ќе бидат казнети, напиша на својот блог членот на тимот на новиот председател Ивана Апаршин. Овие чекори според соработникот на Зеленски се дел од програмата на новата украинска влада во областа на националната безбедност и одбрана. Претходно самиот Зеленски рече дека ќе стори се за да стави крај на војната во Донбас без употреба на воена сила. Така го погледнавме накратко прилогот, Антоно веќе повели се. Па, нема што да се каже, Зеленски победи, он е новиот председател на Украина, тој од денеска презема функцијата од досегашниот председател Петро Порошенко, кого буквално го прегази на овие избори со 73%, иако беше политички аутсайдер, иако беше човек кој никогаш не се занимавал со политика, човек кој беше комичар, актер, комичар и кој освен глумењето на во една ТВ драма на украински председател нема ништо заедничко со председателствувањето, но и тој победи, ја презема функцијата и сега што понатаму. Оценките дека Украина поради неговата поради неговото неискуство како политичар, влегува во една политичка неизвестност. Видовме како Европската унија и Соединетите Американски држави го поздравија неговото наименување за нов председател на Украина. Русија беше воздржана, бидејќи смета дека се уште е рано било што да се зборува околу иднината на Зеленски. Тој веднаш откако дозна дека ќе биде председател на Украина, најави неколку чекори кои претходната власт не сакаше да ги направи, веројатно и не можеше. Тој најави дека прва работа ќе биде да преговара со Русија, нешто што претходникот негов одбиваше, а сакаше да преговара со Русија за ослободување на тие 24 морнари кои пред месец или два беа уапсени од страна на руската морнарица во Азовското море. Денеска тој најави дека ќе преговари за станување на крајот на онаа граѓанска војна која источно од реката Днепар, односно во Лугански Донецк, така наречениот Донбас, руските сепаратисти се противат да бидат под патронат на Киев и сакаат да се приспојат кон Русија. Тоа денеска го најави, но според анализите на никому се уште не му е јасно како ќе преговари и со кого ќе преговара. Со Москва сигурно нема, бидејќи Москва негира дека е вмешана зад сепаратистите, од друга страна сепаратистите нема лидер на сепаратисти. Така да ми се чини дека неговото неискуство сега за сега само укажува дека Украина ја чека еден неизвестен период, особено што многу најавува, а нема искуство и може да влезе во многу стапици кои ги дава глобалната политика, особено што Украина се наоѓа во сериозна политичка криза, економска криза и пред се безбедносна криза. Ќе потсетам дека неговиот претходник Петро Порошенко се залагаше Украина да влезе во НАТО и во Европската унија, и НАТО и Европската унија се залага Украина да влезе. Меѓутоа, Зеленски нема јасен став околу тоа дали ќе оди со Брисел и Вашингтон или можеби има некакви други планови. Некои од анализите дури укажуваат и дека тој е човек на Путин и дека е многу близок. Меѓутоа ќе видиме што у наредниот период и само ќе потсетам уште едношка дека прв кој му честиташе на Зеленски за стапување на функцијата е Доналд Трамп. Веќе се направи една паралела меѓу нив двајца, а тоа е дека и двајцата се политички неискусни пред да стапат на функцијата, дека и двајцата се од сферата на бизнисот, кои како бизнисмени сега треба да дојдат и да водат една држава која е голема. Украина е огромна држава за наши
наши поими, особено што има 50 на милиони луѓе, у лошо стратешко обкружување, така да ќе видиме што ќе направи Зеленски и дали уопште нешто ќе направи. Останодиме како е актер, комичар, ќе одигра улогата на Да, председател. веќе се збори дека веќе се стравува дека можеби актерот комичар доколку продолжи со своето неискуство може да стане трагикомичар. Останува да видиме тоа. Кога сме кај Украина, тука и Русија, светските медиуми јавуваат дека на 25 во четврток Путин ќе се сретне со Ким Јонг Ун. Што е информација која беше криена изминатиот период, ние објавивме во отворено студио во едно од анализите дека се најавува таква посета, особено што доаѓа по пропагањето на онаа втора посета легендарна помеѓу Ким Јонг Ун и Доналд Трамп во виетнамската престолнина Ханој, каде што Путин вешто си ја искористи. Да, тоа ќе го ставиме за на крај у анализата, но да кажам дека тие два самити кои ги имаше Ким Јонг Ун и Трамп, многу се очекуваше, се дигна помпа во светот дека Трамп е миротворец, дека Ким Јонг Ун не бил толку многу голем диктатор како што бил прикажуван во минатото. Но во меѓувреме нешто се случи, непристојниот предлог кој Вашингтон му го даде на Ким Јонг Ун, а тоа е денуклеаризација и целото оружје да биде префрлено во Соединетите Американски држави, за Вашингтон да биде сигурен дека Северна Кореја веќе нема нуклеарно оружје, а за возврат да ми бидат симнати санкциите, очигледно го налути Ким Јонг Ун, кој си побара сега второ мислење и втора алтернатива. Се разбира тука и секогаш Русија, особено Владимир Путин, кој очигледно сите дупки во американската глобална дипломатија сака да ги затне. Ќе почнеме со Ким Јонг Ун, еве му пружа рака, прв пат се среќаваат во својата кариера, зборувам, Путин со еден севернокорејски лидер, претходно такви комуникации немаше. Ким Јонг Ун денеска тргна со оклопен воз, помпезно како што знаат комунистичките режими да го прават, за рускиот град Владивосток, каде што утре треба да се направи, да се сретне со Владимир Путин. Ќе видиме што Русија планира да и понуди на Северна Кореја и се разбира официјален Пјонгјанг и Ким Јонг Ун веројатно ќе си извагаат дали ќе одат на кај истокот или на кај западот. Во секој случај Путиновата дипломатија сега за сега игра така, ако се земе во предвид претходната анализа дека можеби и во Киев преку Зеленски Русија полека влегува со своето влијание, ќе потсетам Сирија со Башар ал-Асад, каде што Русија има свое влијание, еве сега Северна Кореја, Венецуела свое, да, исто така Мадуро е поддржан од страна на Москва и она што се случува во Либија, а тоа е дека генералот Хафтар кој ја нападна престолнината Триполи, се зборува дека исто така руска некоја линија која сака да ја заземе централната власт во Либија, а сите тие држави имаат нафта, да потсетам, па веројатно тоа е главната причина за овие геостратешки игри. Да оставиме да видиме како ќе помине утрешниот самит, веројатно нема да биде толку публикуван како што беше оној со Доналд Трамп, но секако ќе искочи некоја информација, па ќе видиме што понатаму. Дејан, ти благодариме за анализата, се надевам дека на гледачите им стана доста појасни работите за тоа што се случува. Тука сме секојдневно, па ќе ги дообјаснуваме овие, мора да се призна дека овие глобални политички игри се доста комплицирани, се менуваат од ден на ден и доста се зацкриени, па многу тешко може да се препознае кој е вистинскиот потек, а кој е можеби само фарса за да се направи нешто друго. Ти благодарим уште еднаш, почитувани гледачи, тука го затвараме вториот блок на отворено студио 1 со мене и со Елена. Се гледате повторно во 17 часот, но останете на програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.